Југоистокот се уште нема регионална депонија. Откако пропаднаа преговорите со австриската АСА, општините од овој дел од државата се уште отпадот го складираат на постоечките депонии, кои до 2020-та треба да бидат затворени. Од таа причина Центарот за развој на Југоистокот заедно со Градежниот институт на Македонија подготвија регионален план за интегрирано управување со отпадот. Да се дадат предлог решенија за изградба на регионална депонија, а секако и санирање на постоечките депонии кои мора да признаеме ги имаме многу во нашиот регион, покрајте во секоја општина по една официјална, уште две што ги имаме за градежен шут и индустријски отпад. Буквално во секое населено место има барем по една дива депонија. Така да ќе даде мерки како да се затворат тие, предлози мерки да се затворат, неколку решенија за изградба на нова регионална депонија. Меѓутоа и целта е за да се намали количината на отпадот на депонирање, односно започнување на процесот на селекција на отпадот. Во планот се наведени 3 сценарија како можни алтернативни решенија за собирање на отпадот од сите домаќинства од Југоистокот. Ова е клучен документ за избор на концесионер за изградба на регионална депонија. Третото сценарио мислиме дека е најоптимално, бидејќи со него се прерачува претоварна станица се направи во Валандово и потоа овие 4 општини да носат таму отпад, а останатите 6 општини од овој регион, значи Струмица, Василево, Босилево, Радовиш, Конче и Ново село да носат во Василево. Со тоа ќе се намалат количините на отпад и на депонија и со рециклирачкиот центар и компостарата, отварањето ќе се намалат дополнително количините на органски отпад и на пластика, стакло што може да се рециклира. Со тоа ќе се постигнати целите на ЕУ, што се 10% од отпадот да се носи на депонија финално. Во наредните месеци, 10 општини од Југоистокот треба да одлучат по кој модел ќе се гради регионалната депонија, дали преку приватен инвеститор, јавно-приватно партнерство или формирање на регионално јавно предпријатие. Но со оглед дека престојат локални избори, тешко дека оваа одлука ќе се донесе во првата половина на 2017-та.